Во време на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, мушриците, идолопоклониците, начело се Абу Џехал, дошле кај Мухамеда салаллаху алейхи ва селем. Брако Мухамеде, ти тврдиш дека си пејгамбер, ти тврдиш дека си Аллахов пратеник. Дај ни доказ. А ти знаеш дека тоа е искрено. Бараме од тебе доказ месечинево да се располови. Вие се месечина. Да се располови. Рече, ако ви го покажам тој доказ и ако вие не поверувате, не рече, че веруваме. И Мухамед салаллаху алейхи ва селем направи дова на Аллах азza wa jalla. О Аллах, со твојата сила и моќ. И ова сонце изгрева со изин од Аллах. И месечина изгрева со изин од Аллах. Со Аллахова дозвола. О Аллах, располовија месечината на две половини. И Аллах азza wa jalla ја располови месечина на две половини и беше располовена меѓу брдото Сафа и Кајкан. Дури се гледаше во средина планината Хира, каде што дошло зборот Икра. И тие кога видува месечина располовена, рекоа сахар. Сехрун мустамир. Ова е постојана магија. Не мажем се во очи. Ќе почекаме да дојдат луѓе од села, да дојдат трговци од други градови да и прашаме дали вие видовте нешто на небо. Види, оној човек кој не сака да верува, види, и во верава, и во живот. Човек кој не сака да работи, тој ќе наоѓа изговори. Не можам, болен сум, не ми се исплаќа џабе. Човек кој не сака да верува. Зошто да верувам? Кој се ветло таму? Човек кој не сака да клања намаз. 5 вакат намаз. Ја која ќе работам, која ќе... Значи, тоа е својство на мунафици, неузубилја. Својство на неверници. Тие видува со своји очи располовена месечина, не веруваат. Дојдоа луѓе, каравани од надвор, дојдоа луѓе од села. Луѓе да ја прашаме нешто. Дали видовте нешто необично на небо? Да, видовме. Видовме располовена месечина, месечина на 2 дела. Рекоа, и вас Мухамед де мажерсал. Пак не прифатија. Сега ова се располовила месечина и на многу муслимани им доаѓа чудно. Дали можно ова? Еден човек од Англија по име Давуд Муса Питкук, некој муслиман му поклонил Куран поклон, му дал Куран, превод на англиски. Кога отворил Куранот, и прво што му отишло во Куран, кога отворил, мошло суре Тур Калем, ова суре. Го отворил, суре Камер, месечина. Се приближи часот, се располови, тоа е 54-то суре, на 528 страница. Го отворил вака, се приближи часот, се располови месечина. Ова книга е без веза. Месечина се располови, книга од бајки ја фрлил. Го оставил Куранот. Давуд Муса Питкок. И еден ден седнал дома, пуштил BBC да гледа телевизија. И кога гледа НАСА, америчка истражувачка мисија која прави емисија во планета. И вика Америка потрошила $100 милиарди да утврди на месечина дали има живот, какви камења има. Меѓутоа, вика, научниците останале запрепастени кога виделе линија преку цела месечина и располовени камења. Па сите дошле до заклучок дека некогаш месечината била располовена и потоа при удар се споила и распукнале камења. И тогаш му текнал овој Давуд, како чекај, во Куран имаше нешто, па го побарал Куранот повторно и го отворил Куран. И ктарабети савон шекал камер. Се приближи часот и се располови месечината. Дека Куранот нема потреба 100 милиарди да троши НАСА. Оно што Аллах го рекол во Куран, тоа е вистина. Дека на вистина месечината се располови. И после овој човек примил ислам, живеел во Кардиф, еден град во Обединето кралство, значи во Велика Британија. Значи, неверниците видоа, овој презнак на судни ден го виделе.